бугарите се многу специфични кон Македонија. Они мислат, значи во нивното знаме, зелената боја е Бугарија, белата е Беломорска Македонија, црвената е Македонија. Тоа е нивното знаме. И они мислат дека цело време дека ова е нивна територија, дека ние сме ученици со како се вика, со говорна мана, така, они така не мислат, тоа од прво деление го учат, дека ние сме нивни и така натаму. И они мора да го сменат наративот. Еве, господин Радев има шанса. 250.000 имаме македонци што имаат бугарско државенство. Имаат право да гласат. Кај се тие да излезат и да гласаат за некоја опција во Бугарија која што е поприфатлива за Македонија? Замислете, 200.000 гласа не се малку. И која е таа опција? А еве промените, кои што се некако најлиберални, и дека измислат, нека некој од нив се кандидира, формира партија, тоа е способна држава. 250.000 имало. Знаеш колку гласови се тоа? 250. Хајде тие нека покажат одговорност за Македонија. Хајде така ние да влијаеме во Бугарија. А не вага 200 гласа. И со тоа се смееме. Не. Тие 250.000 нека гласаат во Бугарија. Не можете против волјата на општествениот народ. Точна е бројката која варираше, доаѓаше до околу 60, па 57-8 за поддршка на членство на Европската унија. Сега е тој процент пораснат. Но е пораснат зошто? Затоа што ќе ми дозволиш така да можам да гледам дека во актуелна владеачка гарнитура, иако ние сите можеме да кажеме дека имаме забелешки за успешност во нивната работа. Но она што е суштина, станува јасно дека се работи внимателно и темелно. За да градите куќа, клучно е да поставите добри темели. Ние знаеме одамна, нема право и правда, Александар. Нема, не постои тоа. Ние знаеме, не треба ни да се надеваме. Тоа е реал политика. Па рече, не знам, Доналд Трамп дека нема да го нападне Иран, вечерта у 3 саат полета авионите, им ја разрушија цела држава. Путин рече нема да ја нападне Украина. Да, се смееше кога кажува за... Се смееше, влегува во Украина. Мислам сега, зашто зборуваме? Нема, за жал, реал политика е. Ние не можеме да чекаме дека ќе владее право или дека бидеме некојаш нема да бидеме обесправени. Ќе бидеме, но ние мора да се бориме и мора да се борите со тоа што го имате, со тоа што можете да го постигнете, мора да гледате да идете напред. Едноставно правилата се такви, правилата се валкани за жал, не се чисти.